Нема ништо ново, не платија се уште. Ова го вели за ТВ Алфа Бранко Индов, таткото на младиот Леонид, кој од февруари се лекува во Виена, откако доживеа несреќа во која фатално ги повреди вратните пршлени. Вкупната сума за неговото лекување е 140.000 евра, за која семејството побара помош од хуманите луѓе. За помош се понуди и техничката влада, но тоа остана само пустоветување. И додека граѓаните како и секогаш покажаа дека се хумани и донираа барем половина од потребната сума, државата својата хуманост и обврска и овој пат ја заборави и по кој знае кој пат на цедило ги остави граѓаните на кои им е потребна помош. Никој не контактирал досега, ниту од Министерството за здравство, ниту од фондот. Вели за ТВ Алфа Бранко Индов. И додека од Министерството за здравство воопшто не добивме одговор на прашањето кога и дали ќе се покрие дел од сумата за лекување како што ветија, од фондот за ТВ Алфа велат дека донале негативно решение по однос на поднесената жалба. Второстепената комисија на фондот се состана и донесе негативно решение по однос на жалбата на осигуреникот ЛИ. Нема доставено понуди од други здравствени установи во странство за диафрагмален стимулатор, со кој ќе му се олесни дишењето и ќе се намали механичката вентилација. А одговорот на центарот во Австрија, каде што престојува осигуреникот, не соодветствува со барањето на фондот. Случајот на Леонид беше искористен само за промотивна кампања и показна вежба дека и Македонија има медикоптер кој може да се користи за итни случаеви. Со помпа беше испратен во Виена, а подоцна оставен неговото семејство од сопствен џеп да ги покрие трошоците за лекувањето.